СДСМ и денес инсистира на декласификација на документите во случајот на Агенцијата за национална безбедност, кој според нив требало да биде оружје на ВМРО ДПМНЕ пред изборите. Декласификацијата ќе открие се, дали кој бил следен, кој со кого соработувал, за какви цели, што се крие од јавноста, но и зошто на овој начин ВМРО ДПМНЕ се обидува да ја манипулира јавноста. Клучното прашање е, зошто Мицкоски се плаши се да се дознае? Дали станува збор за соработка на Мицкоски со странски служби, за комуникација со руски агентури, за нелегално финансирање на ВМРО ДПМНЕ? Стои во денешната писмена реакција од СДСМ. Декласификација денес побара и Славјанка Петровска, пратеничка на СДСМ. Едно од тие прашања кои ќе ги поставам, а за жал, ако состанокот ќе биде класифициран, нема да може да ви го дадам јас одговорот, е што се случило со полиграфистот кој се посочува барем во брифинзите кои ги има дел од јавноста како клучен, односно тој кој ги спровел полиграфските тестирања, дали е тој се уште на работа, дали заминал под притисок и така натаму, што се случило со шефот на внатрешната контрола, зашто тој бил сменет. Од друга страна, подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски во емисија изјави: Ако не се расчисти најновиот случај со прислушкување со следење на политички противници, што го правила Агенцијата за национална безбедност во изминатите години, Македонија ќе продолжи во иднина да се соочува со вакви злоупотреби. Имаме работа со инсталации кои се во јавниот живот на универзитетите, во медиумите, во бизнисот, во најмалку една политичка партија и кога ќе го видите целиот овој контекст, се сваќа колку е голема и тешка битката пред нас. Изјави Николовски.